гледачи, еве сме повторно назад во отвореното студио 1, трет блок отворено студио 1, 17 часот и овој пат имам исто така една навистина интересна тема на која што ќе разговараме, а станува збор за многуте лица на тироидната жлезда, алармна свест, кампања која што всушност кон која што се придружија Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина со оглед на тоа дека всушност месец мај е месец посветен токму на подигање на свеста на граѓаните во однос на нарушувањето на тироидната жлезда. Токму на оваа тема денеска разговараме со Русанка Крстевска, специјалист по семена и трудова медицина. Добар ден и добре дојдовте. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Така, еве јас би почнала од почеток во однос на тоа. Споменавме дека и месец мај е посветен токму на кампањата за подигање на кривање на свеста на граѓаните во однос на заболување на тироидната жлезда. Меѓутоа, по-конкретно еве да објасните вие како лекар која е функцијата на тироидната жлезда и зошто таа е толку значајна без која што нели всушност не може да функционира и човековиот организам. Тироидната жлезда е една мала жлезда која се наоѓа во предел на гркланот, испод Адамовото јаболко и таа ја нарекуваме тироидна затоа што личи на штит или всушност штитна жлезда. Се состои од два лобуси и лачи два хормони, тоа е тиреостимулатив, тоа е Т3 и Т4, тироидниот хормон и триот тироидниот хормон. Тие два хормони го регулираат функцијата на самиот организам и се одговорни за функционирањето на сите органи во човечкиот организам. Велиме мала жлезда со многу мала димензии, со многу мала грамажа, меѓутоа многу значајна во функцијата на човековиот организам. Значајно за овие хормони е тоа дека тие се под диригентство на уште два хормони, тоа е тиреостимулативниот хормон, кој што се лачи од хипофизата, тоа е жлезда во мозокот, и уште еден тиреотропен хормон кој што се наоѓа во хипоталамусот, уште една жлезда во човечкиот организам. Значи сите овие овде ќе има една повратна спрега, еден повратен механизам и еден со друг комуницираат и функционираат, значи се надополнуваат и се контролираат. Тироидната жлезда е многу значајна и затоа што заболувањата на тироидната жлезда, затоа и се покрена оваа кампања, е втора во светот после дијабетот и свеста на 60% од популацијата не е свесна за заболувањата на оваа жлезда. Многу тешко се открива, многу тешко се диагностицира, затоа што пореметување на лачењето на хормоните од тироидната жлезда може да доведат до многу компликации во зависност од тоа дали се работи за зголемено или намалено лачење на овие хормони. Така и ве споменавте во светски рамки каква е состојбата во однос на заболувањето на тироидната жлезда. На што се должи според вас овој негативен тренд? Па овој негативен тренд се должи од начинот на живот. Значи ние имаме сите еден брз темпо на живот. Потоа се должи на начинот на исхрана, што значи ние треба да внесуваме кај нас се јодира солта, затоа што нели треба да имаме поздрав начин на исхрана. Потоа потребите на јод, еве да спомнам, во организмот дневни потреби се од 100 негде до 150 микрограми. Потоа вирусните заболувања можат исто така да доведат до пореметување на самиот функција на тироидната жлезда. Тие можат да покренат и аутоимуни заболувања, така да можат да доведат до хипер или хипофункција, до Хишимото или Гравецов синдром. Гравецовата болест зависи како напаѓаат на тироидните жлезди, дали го стимулираат лачењето на тироидни хормони или го намалуваат. Потоа може да доведат и може да има и наследство, значи генетска предиспозиција, а многу често во последно време се јавува и постпартална, значи после породувањето кај младите мајки, пореметување на тироидната жлезда, кое што може само по себе да се повлече или
земаат доживотна терапија. Многу е важно да се зема редовно терапијата и тогаш нема последици. Така, еве кога сме во однос на терапијата, каде всушност можат граѓаните да извршат испитување? Што се однесува до испитувањето, тие пред неколку години Министерство ни дозволи на нас, матичните доктори, да испитуваме тироестимулативен хормон, што до некаде имаме ориентација, пошто тој е диригент на тироидната жлезда, како се движат тироидните хормони, како лачи жлездата тироидните хормони. Меѓутоа, сепак, преку Министерството, преку специјалистички преглед од интернистите, преку лабораториските анализи, може да се испита Т3, Т4 и антитироидниот хормон, значи што доведува до автоимуно заболување на тироидната жлезда. Јас работам, мојата ординација како концесионер се наоѓа во здравствената станица Железара, каде што работи многу добро амбуланта за тироидна жлезда, каде што интернистите, покрај тоа што ги даваат платите за испитување, прават испитување на, прават ехо на тироидната жлезда, со што се гледаат сите промени кои што настануваат, дали се работи за цисти, дали се работи за некои туморозни промени, дали се малигни или бенигни, кои што единствено, не сам најдобро можат да се видат преку ехо преглед. Еве, значи, споменавте каде всушност граѓаните можат да извршат испитување, но еве едно нешто ме интересира, карактеристично всушност за граѓаните македонски синдром е всушност дека луѓето не едат толку често на лекар. Ептен, ако е нешто сериозно, па тогаш ќе појдем на лекар. Меѓутоа, колку пати годишно треба всушност да се врши испитување, да се посетува лекар? Нема некои посебни препораки, него сепак еднаш годишно би требало да се дојде и да се испита тироидната жлезда. Не мора да се испита, доволно е да дојде кај матичниот лекар, да се пожали на симптоми, првите знаци и симптоми кои што се јавуваат, и со самиот изглед и со самиот преглед матичниот лекар да воспостави дека се работи за тироидна жлезда, меѓутоа промени на тироидната жлезда. Меѓутоа нашите граѓани, ако немаат потреба некоја сериозна, ретко доаѓа, тоа го прави самиот брз начин на живот, или ако му треба боледување, или нешто е болен многу, па тогаш со тоа ние да приметиме дека има некои промени или да се пожали, затоа што први симптоми кои што се јавуваат при промена на тироидната жлезда, тоа они можат да дојдат, поготово, можат да дојдат со една тахикардија, со забрзана работа на срцето, да се пожалат на потење, да се пожалат на зголемен крвен притисок, кој што не може да се регулира со терапија, со антихипертензивна терапија, и тогаш ние матичните лекари посомневаме, нели? Меѓутоа, тоа се оние видливи симптоми, така? Така. А оние невидливите? Невидливите симптоми ние правиме палпација. Значи, прво и основно што правиме една палпација на тироидната жлезда, со тоа се одредува дали има некои јазди или чворчиња, се прави ЕКГ, со тоа се одредува ритамот на срцето, дали се работи за хипер или хипотиреоза, дали се работи за забрзана или успорена работа на срцето, една брадикардија или тахикардија. Потоа се прави ехо на тироидната жлезда, праќаме понатаму на ехо, на лабораториски испитувања, кажав, прво ние можеме да дадеме основниот тиреостимулативниот хормон, а другите преку интерниста, ако се забележат некои промени, и исто така може да се направи и испитување со радиоактивен јод на патофиза. Порано ние, ако не се отвореа овие амбуланти, ние само на патофиза пораќавме и таму многу тешко можеше да се дојде до термин и да отиде пациентот да се прегледа. Значи сега со ова се обидуваме да подигнеме свеста и да направиме еден скрининг со тоа што да видиме дали се работи за некое пореметување или не. Ако се откријат некои туморозни промени, се прави биопсија, се прави оперативен зафат и други испитувања. Во однос на тоа, претходно напоменавте кои се фактори влијаат врз однос на тоа да се
појават нарушувања на тироидната жлеза, значи тука ете брзиот начин на живот, лошата исхрана и слично. Кога сме веќе кај лошата исхрана, што треба луѓето да конзумираат, да внесуваат, за да не дојде еве до вакви заболувања? Па конкретно за тироидната жлеза посебен начин на исхрана нема, освен што се односи што се однесува во овош и зеленчук, како и сите други заболувања, нели? Кога треба да се применува, но најважно е да се зема редовно терапијата. Кога се работи за хипертиреоза или хипотиреоза, мора да се зема редовно терапија. Колку трае таа терапија? Сега, кога се работи за постпартална, во главном е хипотиреоза, таа може да се, односно после пороѓај, кај младите мајки, таа со текот на времето може да се повлече и да се прекине терапијата, што јас во мојата пракса имам многу такви случаи, а во некои случаи може да се зема и доживотно. Во секој случај, ако се работи за циста, тогаш таа не мора да не се дава терапија, меѓутоа во главном терапијата се дава при хипер и хипотиреоза и таа терапија е доживотна. Така, јас читав на интернет малку токму во однос на тоа на терапијата кој што луѓето ја користат. Сега дел од нив вела дека всушност самото лекување е навистина болно и мачно. Дали вие се согласувате со тоа или сепак зависи од индивидуа до индивидуа? Треба да се има дисциплина во земање на терапијата. Значи, денес са бајле на гладно се зема една таблета или се прави нели со викенд пауза, се зголемува дозата, значи мора да се прати. Пациенти кои што имаат промени на тироидната жлеза, мора да ја земаат редовно терапијата и да пратат редовно контроли. Они самите ги почувствуваат симптомите, например, ако не им е соодветна терапијата, они ќе ги почувствуваат тие симптоми, самите доаѓаат во ординација и кажуваат, докторке, можеби треба да се намали или зголеми дозата и тогаш ја регулираме. Меѓутоа, они се свесни, во главном се свесни дека со почнување на земање на редовна терапија, нивниот живот е многу подобар. Можат да живеат нормален живот и ја земаат редовно терапијата. Така, и сега јас би се навратила во однос на кампањата. Вие имавте повеќе активности, една од нив беше токму во градскиот парк, ако не се лажам, каде што вие лекарите, докторите имавте средба со граѓани кои што дојдоите да се информираат во однос на заболувањето на тироидната жлеза. Имаше ли голема заинтересираност? Што се однесува до кампањата, таа се беше на 11 мај во градски парк, токму за одржување, токму да се пропрати оваа недела многу телица на тироидеата, под тоа мото беше во организација на Сдруженијето на доктори по општа и семејна медицина, каде што беа вклучени неколку доктори и да се подигне свеста на тироидната жлеза во прилог на неделата од 25 мај до 31 мај за подигање на свеста на тироидната жлеза. И имаше доста заинтересираност, се делеа флаери, се делеа мајци, на дечињата балони и брошури, флаерите, на кои што беа многу убаво изработени, каде што се спомнуваше хипертиреозата, хипотиреозата, каде што граѓаните беа многу заинтересирани и сите сакаа да добијат флаер. Со самото тоа мислам дека многу се има доволно, ќе се подигне свеста за улогата на тироидната жлеза за здрав начин на живот, нели? Исто така и медиумите, ова ваша емисија, мислам дека имаше и неколку други емисии претходно во другите телевизии, штампата, значи списанијата, социјалните мрежи. Имате со така голем удел. Да. Улога во... А и нашите советувања, превентивни советувања што ги правиме секојдневно во амбулантата, и пациентите да не сакаат да направат тироидна жлеза, тиреостимулативен хормон, ние ги убедуваме дека за нивно добро е да се направи. Еве, пополега нас времето не гази, но сепак, еве, што 2-3 кратки прашања за крај. Вие како Сдружение на лекари,
Како што споменавме прескака, ете учествувавте во кампањата за подигање на свеста за во однос на заболување на тироидната жлезда. Кои се другите ваши активности кои што ги имате или доправа ете ќе ги спроведувате? Преку Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина постојано се одржуваат предавања за дијабет, за хипертензија, за промени на простатата, за хиперплазија на простатата, така да овие едукативни предавања и кампањи кои што се прават, многу минатата недела беше исто кампања за ден на хипертензија, конкретно во нашата во амбулантата за поликлиниката Железара 2 дена присуствува, мереа тензија, им дава флаерчиња, така да беше многу интересно и пациентите беа среќни, значи тоа исто така да се организира и се обидуваме да преку едукативни предавања, преку емисиите, преку флаери, да се подигне свеста не само за тироидната жлезда, него и другите хронични заболувања, пошто мора да се биде дисциплиниран. Така, здравието на прво место. Така, здравието на прво место. За крај, ваша препорака до сите гледачи? Препорака е граѓаните да бидат свесни за тироидната жлезда, дека таа е многу важна за среќен и добар живот, редовно да ја земат терапијата и да бидат свесни дека со таа терапија нивниот живот ќе биде многу подобар, а ние, матичните лекари, воопшто лекарите, здравствените работници, да се трудиме навреме да ја откриеме, да ја диагностицираме и да ги лекуваме пациентите. Така, ви благодарам на вашето денешно гостување. Почитувани, така, се надам дека ќе се видиме во некоја друга прилика. Почитувани гледачи, ние, односно тука полека се ближи крајот на третиот блок отворено студио 1. Повторно со мене и со колегата Антонио Крстевски ќе се дружите наредната недела, а во продолжение следува блокот забавни емисии, Звезда број 1 музичко талент шоу. Довидување.